50 еднакво на 100. Тоа е една збирка од здравствени колумни, 50 здравствени совети, популарно наречена за првите 100 години од животот. Не бидејќи бројката 100 е нешто кон што како заокружена целина се целиме сите ние, туку и затоа што навистина сметам дека она што е важно е независно колку години ќе проживееме, тие да бидат квалитетни, да ги проживееме во добро здравје, бидејќи секој оној период, момент, година или повеќе од животот, не дај Боже, каде што здравјето е нарушено, едноставно ние имаме буквално нарушување на сите работи кои што сакаме да ги направиме и едноставно се губи, што велиме народски дражот, се губи задоволството во сите работи кога човек не е здрав, кога човек е болен, него го интересира само да го постигне здравјето и токму заради тоа една моја повеќе годишна работа и скоро година и пол дена работење на проектот Топ Едукатор беше сумирана во ова дело, се со цел да на еден практичен начин ги приближиме граѓаните до тоа што значи колку е важно да имаат поголемо разбирање за сопственото здравје, меѓутоа и здравјето на нивните семејства. Бидејќи сметам дека ако за некоја тема никогаш не е излишно да се зборува повеќе и повеќе, тоа е секако здравјето. Пред се мислам тука на сопственото здравје, здравјето на своите деца, женското здравје, најчести проблеми со кои што се соочуваме, тоа се значи теми кои што се обработени во оваа книга 50 еднакво на 100 и тоа обработени по принцип во кој што дискутираме многу повеќе за делот превентивниот дел, значи, а многу помалку за терапевскиот. Значи, целта на оваа книга е луѓето да размислуваат како да ги спречат болестите, меѓутоа и како да ги препознаат симптомите, затоа што во некои случаи, како што гледаме и во тековната ситуација, многу е важно навремено да ги препознаеме симптомите, навремено да си помогнеме. Ова е книга меѓу другото што промовира и самопомош, меѓутоа и асистира кога треба да се јавиме на лекар, се со цел да не отиде ситуацијата во несакан правец и да можеме ние со што помалку штета да излеземе од одреден здравствен проблем.